Колега, стварно, навистина се обидувам да ве разберам. Да ве разберам, меѓутоа не можам да ве оправдам. Ве разберам зашто Димитар Ковачевски неколку пати ве победи со мнозинството. Неколку пати. Димитар Ковачевски ве победи со францускиот предлог. Димитар Ковачевски ве победи во Марово и Ростуше. Димитар Ковачевски допрва ќе го млати и победува во МРОДПМН. Затоа вашиот говор го почнавте со лажење, лажна слика. Што е лажна слика? 10 дена се изнаслушавме навреди, исмејувања на ваши колеги пратеници, што делиме 12 часа тука заедно. Еве од тука јавно ќе повикам се што има некој од нас да каже. Да каже надвор од говорница. Тоа е витешки, тоа е машки, тоа е колегијално, а не да се заскриваме за тоа говорница. Кукавички да се заскриваме за пратеничкиот имунитет. Јас знам дека живееме во два света, дека сме две реалности. Знам дека сме многу различни и по воспитување и поднесување. Под плаштот на вашата презентација дека сте некакви си борци против криминал, дека сте реформирани груевисти, нови ВМРО-вци, се представувате на оваа говорница 10 дена, напаѓајќи, вреѓајќи, смејувајќи, но народот знае и ве гледа. Ја не знам зошто сте се уште заложници на човек кој се вика Христијан Мицковски, кој на пресконференции, во изјави, во емисии, во вашите местни комитети и одбори се представа како голем комита, како голем македонец, дека ништо нема да даде, а ја ви тврдам, и тука и надвор, дека секој ден во амбасади, во сите амбасади, ветува дека доколку му се даде власт во првите 100 дена, ќе го смени уставот и ќе ги внесе бугарите. Тоа ќе го кажам тука и надвор. Јас и тука и надвор ќе прашам дали Христијан Мицковски ќе одговори за вилата од 1.000.000 евра. Дали е таа вила неговиот зет? Како се стекнал со такво богатство? Нели во едно интервју кажа дека и негово погодила инфлацијата, дека живее со професорска плата. Па како професорот може да има хациенда од 1 милион евра? И тука и надвор ќе кажам дека Христијан Мицковски врши притисок врз истрагата за Делчевски ниви. И тука и надвор ќе кажам дека на вас од ВМРО-ДПМН внесот во бугарите не ви пречи. Ви пречи дека тоа ќе го направи СДСМ. Ви пречи дека ќе падне тезата дека сме дека не сме еден народ и една држава. Ви пречи ќе падне вашата ванчо-микајловистичката теза. Ви пречи Европска Македонија зашто ќе нема пари од Будимпешта. И знам дека ќе инструирате анкети. Меѓутоа, народот знае. Изборот е многу лесен. Благодарам.